Има една парабола во Евангелијата. И таа парабола за мене беше загадка. Доста време. Значи, читам параболава и не ми е најјасно што сака да каже писателот. И на таа парабола размислав неколку години, и пред некој ден, бевме со наши драги пријатели од црквата, на овде, на Мекици, у Мекици Стража, како се вика, и повторно таа парабола искочи на површина. И за мене тоа беше една инспирација да кажам зборува за оваа парабола, затоа што на прв поглед параболава нема библиска логика. Значи, сум ја читал парабола и си викам, Боже, ова нешто изгледа некој утнал во запишување, ова нешто, значи, кога прв пат ја читав, си викам, ова не може да биде одраз, твој одраз. Не може да биде одраз на тебе, не може да биде одраз на тоа што ти сакаш да не го кажеш. Ама за да бидам појасен, значи, зашто понекогаш се јавува конфузија со оваа парабола, тоа е заради овие наслови, поднаслови. Многу важен момент е следниот. Текстот на Библијата е инспириран од Бога, насловите и поднасловите не се инспирирани од Бога. Тоа се перцепции на луѓе, значи како отприлика ги разбрале одреден текст, и оваа парабола понекогаш има дури внатре во преводот, значи и како е тоа опишано, параболата за неправедниот управител. Се си викаш неправеден управителов и чуден тек и дава на параболата, не можеме баш веројатно да разбереме зошто еден ваков неправеден човек има ваков третман во Библијата. И за мене беше инспирација. Со Зоран и со Тина во Мекици и почнавме овој разговор и реков, викам, баш сакам да проверам. Сакам уште еднаш да видам, да се навратам, да видам реално за што станува збор. И така да од овие неколку дена се читав книги и размислував. И повторно параболите на Исус, повторно оваа парабола, ми направи нешто што секогаш параболите треба да направи. Ми ослободи имагинацијата, ме подгоди подлабоко, значи од самото рационално размислување и почна да ми зборува на слоеви на мојата душа, на мојот живот, кои што веројатно со некои логички аргументи не можат секогаш да бидат погодени. И Исус самиот ќе каже за параболите дека ги дава од една причина, тоа е затоа што неговите ученици, ние како негови ученици, заради тоа што сме во светот, и не сме од светот, ама сме во светот, значи сме под влијание, за жал знаеме да стекнеме тврдо срце. Што значи тврдо срце? Тврдо срце е срце што не е приемчиво за Бог. Значи едноставно нема чувствителност за Божиот глас во нашите животи. И умови кои што се исто така затворени за овие Божи увиди или инспирација. И заради тоа Исус им зборува во параболи, за да можеме ние имагинативно да влеземе во она што значи Божја сторија. Еве параболата се наоѓа во Лука, Евангелието според Лука или биографијата на Исус според Лука, 16 глава, од први стих па понатаму. А на учениците своји им рече, и како што ви кажав, секогаш внимавајте кога се идентификува публиката на Исус. Значи многу е важно дали Исус им зборува на фарисеите, дали зборува со самаријаните, дали зборува на некој случаен минувач, дали се обраќа на некакви иродовци, една струја тамо во Израел. Во овој случај Исус им се обраќа на учениците, ни се обраќа на сите нас кои што сакаме да бидеме негови ученици, да учиме од него. Тоа е поентата која што можеме уште старт да земеме, значи ова е нешто за нас. На учениците своим рече, си беше еден богат човек кој имаше настојник. И тој беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. Прва сцена, имаме едноставна структура. Значи имаме некој кој што е богат, некаде во некои други преводи именуван како господар. И тој господар има настојник, на старогрчки економ, оикономос, значи оној кој што се грижи домаќин, оној што се грижи за неговиот имот. Во денешно време можеби повеќе, не знам, менаџер, некој кој што се грижи да не мора овој господар секојдневно да знае дали има доволно храна, не знам, за животните или за стоката, или како е житото и сите оние други детали. Значи, за да он може веројатно малку да се ослободи, да биде одморен, си има некој кој што му ги врши тие работи. И тој менаџер беше наклеветен пред него дека го растура неговиот имот. И сакам да имаме слика на едно село или можеби мало градче, тогаш, во тоа време, во кое што
горе-доле се знаат работите. И луѓето го приметиле овој човек дека не се однесува добро со имотот, со она што всушност треба да располага овој човек. Втор стих вика вака: и тој го повика и му рече: што е ово што го слушам за тебе? Дај сметка за раководењето, зашто веќе не можеш да бидеш настојник. Веројатно, Господарот слуша од една страна дека овој не води добра грижа, слуша од втора страна дека не води добра грижа, слуша од 5, од 10 луѓе, 15, 20, цело село веќе, цело градче веројатно зборува за тоа дека овој менаџер, овој настојник не води добра грижа за неговиот имот. И овој човек, овој Господар е толку убеден што му вика: дај ми сметка, зашто веќе не можеш да бидеш настојник. Ова современо речено е да добиеш отказ на лице место, значи без милост, без ништо. Не му вика: дај ми сметка, па ќе ги разгледуваме заедно сметките, па ќе размислуваме заедно, па ќе цртаме диаграми, па PowerPoint презентација. Му вика: знаеш што, дај му сметка, затоа што ти леташ од работа. Толку е твоето. Настојникот има време од тој разговор со неговиот Господар значи има време само да ги земе тие книговодствени книги и да ги врати кај него и да заврши својата работа. Толку кратко време има. Многу кратка временска рамка. И тој, веројатно додека оди, си го поставува следно прашање. А настојникот си рече, или менаџерот си рече во себе: што да правам? Господарот мој го одзема од мене раководењето на куќата. Значи јас веќе не сум менаџер, не сум веќе оној кој што раководи со имотот. Да копам не можам. Да просам се срамам. Значи има реално две опции. Од која причина? Од причина што цело село знае дека човеков не сработил работа како што треба, и од друга страна, значи не може да бара работа, вака како што е во тој момент, може да отиде пред на некој плоштад таму, некоја уличка, веројатно главна, и да проси, и може да направи штедно, да копа, и вика: да копам не можам. Кичма веројатно го боли, или колено го боли, нешто има што го боли, што не може да го прави ова, а вика: да просам, вика се срамам, вика нема шанси да искочам и да кажам: дајте ми некој динар. Нема опција. И веројатно додека оди од една до друга точка, додека оди да ги земе книговодствените книги, можеби не брзо толку многу, можеби одел вака полека за да си купи време. 4 стих вика: знам што да направам, за да ме примат луѓето во своите домови, откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. Знаете како во цртаните сјаличка, нешто му светно одеднаш. Вика: имам идеја, знам што ќе можам да правам. Знам што можам да направам за луѓето да ме примат во своите домови, не да го примат да живее со нив, значи такво нешто не постоело во тоа време, туку да го примат да биде раководител, менаџер на домови, некој друг дом во тоа село или можеби во тој регион. Откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата, откако ќе се вратам заедно со книговодствените книги, ќе добиам де факто отказ. И кога ги повика должниците на својот Господар, секого поотделно му рече на првиот: колку му должиш на мојот Господар? Тој одговори: 100 мери масло. Денешни пари, 15-20 000 евра. Тој му рече: земи си ја потврдата, седни бргу и напиши 10. Значи, уште тука гледаме дека тој навистина досетлив, значи не ги собира сите должници одеднаш, па да има македонска некоја ситуација, ама јас зашто на овој паметен досетлив менаџер, вика: еден по еден се ќе ги собер. Еден по еден ќе се договориме, еден по еден ќе им простувам, еден по еден ќе им ги зимам тие потврди за долг, ќе им ги шкртам и ќе им правам попуст на сите. Еден 100 мери масло, 20 000 евра, и му вика: земи, седни, напиши пола, 10 000 евра ти се простени. Потоа му рече на другиот: а ти колку должиш? Тој одговори: 100 мери пченица. И му рече: земи си ја потврди и напиши си 80, односно од мене имаш 20% попуст на долгот. И до тука, кога јас се читам оваа парабола, се викам вака: сега Исус ќе дојде и ќе каже: немој никогаш вакво нешто да направите. Кој ќе направи вакво нешто ќе иде директно пекло, значи срам, неетичка една ситуација имаме во Евангелијата, која што барем за мене има еден предвидлив крај. Некој дискурс, некоја тема,
за вечен живот, за тоа како ќе му биде се одземено, нели, срам да му е и овак. Етичкиот момент е за мене многу очигледен. Зашто? Човекот не простува нешто што е него, значи човекот ај што сгрешил, него сега више влегува до гуша укал и си продужува и си го заокружува својот план. Зашто? За да се спаси. И ајде до тука имаме, нели, еден момент во кој ќе си речеме доаѓа казната, стигнува казната и одеднаш 8 стих вака вика: и го пофали Господарот несправедливиот настојник, зашто постапил досетливо, зашто синовите на овој свет кон својот род се подосетливи од синовите на светлината. Заради ваквиот крај на оваа парабола, заради ваквиот пресврт кој што се случува, заради отсуство на казна, на што и да е, оваа парабола е всушност од неколку коментатори карактеризирана како парабола која што е најтешка за толкување во Евангелието според Лука. Тоа е многу интересен момент. И ние така и го почнеме разговор, затоа што и за мене беше прашалник, и за моите драги пријатели си беше прашалник. Значи не случајно теолози кои што само со тоа се занимаваат, ја карактеризираат како тешка. Повторно заради овој пресврт. Значи, тука нема некоја преголема теологија, нешто длабоко, нешто шпекулативно, се што. Не, имаме човек кој што е неправеден и прави уште поголема неправда и на крај доаѓа Господарот и му вика: браво, таков те сакам. Значи, можете ли да замислите вакво сценарио во македонска некоја фирма, некој газда, транзицијски газда и некој му зимал или му крадал и што е да и на крај завршува и нашиот газда транзицијски му вика: еј, бе, вака, камо вака сите да ми прават, значи. Ја би бил пресреќен, значи. Камо вака да имам поише вработени. Вакви ми требаат, ги барам цело време, не можам да ги најдам. Кој што ќе ме крадат додека работат и ќе ме докрадат у процес на отказ. Значи, барам работник да ме краде и во процес на отказ да ме докраде. Подпис директор. Значи, таков оглас ја барем кај нас немам забележен. Осмиот стих вели: и го пофали Господарот несправедливиот настојник, зашто постапил досетливо. Една фирма, едно предпријатие, организација, сакале не ќеле, мора да отсликуваат нешто што е многу важно, а тоа се вредностите на некој што е одговорен за тоа предпријатие. И мислам дека со еден ваков увид, со ваков еден почетен увид, ние почнуваме да размислуваме не само за овој неправеден човек кој што направил, туку веќе почнуваме да размислуваме за Господарот. Господарот кој што е исправен пред два избора. Едниот избор е Господарот да дојде и да каже, значи, замислите оваа ситуација: Господарот бил надвор од тоа село. И се враќа во своето село или во своето градче, во својот град, и слуша радост, луѓе се частат. Вика: вака радост, но никад, мислам, одамна не било кај нас, у нашево место. И ги праша кој што е, луѓе му викаат: па како не знаеш, тоа ти што ни опрости, сите сме ние заради тоа радости. И веројатно човеков има во тој момент опција да каже: стоп, простувањето на вашите долгови не е валидно. Ја не сум го авторизирал мојот досегашен менаџер. Сите документи што тој ви ги издал, сите потврди што тој ви ги издал се неважички. Сите вие кои што се израдувавте пред време, треба да се вратите назад и треба да разберете дека такво нешто ниту сум имал на ум, ниту ќе го направам. И за самото тоа да издиши забавата. Сите радостни, сите весели, он да биде после тоа да стане најомразената личност во ова место. Затоа што нешто што било момент на ослободување, на радост, одеднаш станува момент на жалост. Видио каков е Господаров, неговиот менаџер е толку великодушен, а изгледа у него, у Господаров бил проблем и да се отвори реално проблем за цел живот. Второто нешто е тоа што малку го начнав, а тоа е да одрази негови реални вредности. Ние гледаме дека Господарот го фали и мислам дека има логика да го пофали овој човек само доколку овој несправедлив менаџер, овој менаџер кој што два пати го изигра својот директор, својот собственик,
ги одразува најсуштинските вредности на неговиот Господар. А тоа очигледно е всушност изразување на ваква великодушност и на ваква милост. И ние знаеме дека Исус не ги кажува овие параболи за да се пополни 16 глава, ајде една парабола, да имаме малце поише материјал во Евангелијата. Тој ги кажува параболите заради тоа што сака да не доведе во центарот на Царството Божјо и да ни покаже реално кој е Бог. И оваа парабола всушност се наоѓа веднаш после 15 глава, после онаа многу позната парабола за изгубениот син, кој што има многу слична структура. Татко, кој што во исто време е господар на целото имање, и еден син кој што кажа: мене дај ми се на рака, ќе одам и ќе направам големи работи, он направи голема работа, голем банкрот направи таму во нека далечна земја, и повторно идејата беше дека тој прима милост од неговиот татко. И еве втората парабола, кога немало вакви поделби на главите, втората парабола се надоврзува на поентата на претходната. И го илустрира Божјото срце, ни кажува реално што Бог, каков е Бог и на каков живот тој нас не повикува. И верувам дека на еден ваков начин ние сме повикани да рефлектираме на едно нешто. Како ние, како Христови, како христијани, оние кои што му припаѓаат на Христос, оние кои што се ученици, го рефлектираме карактерот на Бога во нашите животи. Суштински во оваа парабола, значи без да направиме многу поенти, во оваа парабола како ние ги менаџираме ресурсите, Божите ресурси кои што ни се дадени во нашиот живот, а по тоа подразбирам се што ние имаме, се што ние сме, нашето време, нашите таленти, нашите пари, нашата енергија. Како ги менаџираме? Заради тоа што се е Божјо, имаме и директни стикови во кои што вика: земјата е Господова и се што исполнува, и небото, и се што е дел од него. Значи, ние немаме реално, кога израелците многу се мотивира и се, не знам, им беше многу драго, му правиме храм, леле Боже, гледа каков храм ти правиме, каков камен сме ти правиме, вика: знаете што, фала ви пуно за храмот, за се сум создал. Значи, го примам во благодарност, ама вие мора да разберете дека ја не сум дел од вашиот свет, туку дека сте вие дел од моето создание, вие сте круна на моето создание. И во таков еден момент, значи ние треба да разбереме дека се со кое што ние располагаме всушност е дел од Божите ресурси. И мислам дека е добар момент, кога влегуваме во една нова година, да се прашаме како ние во моментов располагаме со Божите ресурси и како ние планираме да располагаме со нашето време, со нашите пари и со нашите таленти. Како ги користам и како ги користиш Божите ресурси? Во пријателства? Дали сме препознати како великодушни пријатели? Дали сме препознати како луѓе кои што сакаме да одвоиме време за пријателите, сакаме да одвоиме од нашите, можеби, некаква експертиза? Дали сме препознати како луѓе кои што, ако на некој му е тешко, дури и финансиски ќе брцнеме во нашиот джеб и ќе бидеме спремни да помогнеме? Дали на тој суштински начин, дали преку нашето располагање со од Бога дадените ресурси, ние сме препознати како христијани? Дали луѓето гледаат нешто, дали луѓето гледаат една енигма, ако можам така да наречам, која што ќе ги доведе, барем до момент да размислуваат од каде ваквото однесување. Значи не мора веднаш да ни кажат дај ми Библија да читам и да се молам, значи барем еден прашалник дали оставаме во животите на другото, на другите. Она што за мене е фасцинантно исто така е како оваа парабола завршува. Вика, зашто синовите на овој свет кон својот род се подосетливи од синовите на светлината. Многу интересен заклучок. Многу интересен заклучок. И мислам дека сме ние свесни, после веројатно некои наши романтични фази, дека христијаните се најдобри во се, дека имаме денес луѓе кои што не веруваат во Бог, имаме луѓе кои што не ни сакаат да веруваат во Бог и се посветени на некои цели, конкретни цели, можеби материјалистички цели, или се посветени на некакви цели кои што се метафизички, не знам, во смисол барем етичко-морални.
сакаме да им помогнеме на, не знам, децата во Африка или сакаме. И тоа го прават со една таква страст да е тоа нешто неверојатно. Луѓе кои што велат дека материјалното им е најважно, целиот свој живот си го посветуваат на тоа, планирање, ресурси, нивна надградба, комплет одат во една насока која што е за нас фасцинантна. И ние тоа не можеме да го порекнеме, да кажеме, ама добро, знаеш, ние сме сепак. Не, значи имаме луѓе кои што реално сите нас во оваа просторија може да не застрама со нивната посветеност, кога нивната посветеност и нивниот начин на располагање со човечките ресурси реално далеку го надминува моето и твоето располагање со Божите ресурси. Јас мислам, денеска нема тајни. Можеме да отвориме книги, можеме да отвориме електронски некои изданија, значи има многу такви луѓе кои што го прават тоа што го прават. Имаат цел во животот и работат. И одат напред и мислам дека самото тоа, како што овде вели Исус, тие покажуваат поголема досетливост и поголема способност за планирање, и поголема способност за имплементирање, и поголема предаденост на нивните цели кои што се од времен карактер, отколку ние кои што тврдиме дека имаме цели од безвремен, односно од вечен карактер. Евангелието. Понекогаш во црква кога ќе кажеме евангелие, може би досадно. Леле, евангелие, ама тоа се како некој, не знам, пиетизам. Нема па евангелие. Че евангелието е реално за секој христијанин, секој еден од нас треба да почувствува, треба да го прифати тој момент, дека евангелието е реално најдобрата вест во овој свет и дека нема подобра вест. Затоа што суштински ни го дава патот сега и тука и не води во вечноста и ни ветува вечно со Бога. Понекогаш ние милион други работи сме спремни да ги промовираме и да укажуваме. Евангелието некаде таму на крајот. Зашто? Затоа што не е кул некојаш и затоа што можеби ќе не стави некаде во ќош или заради тоа што едноставно недоволно веруваме во силата на евангелието, за кое што Павле ќе каже во Римјаните во 1 глава 16 стих дека тоа е сила од која што тој не се срами. И дека што да се случи со него, дека тој нема да се откаже од проповедањето на евангелието затоа што е сила Божја за трансформација. И кога јас и ти искусуваме таа трансформација, тоа е всушност најголемото гориво во кое што ние викаме, знаеш што, ја го искусувам тоа, добро е за тебе. Како што и во секојдневниот живот. Во било кое подрачје. Човек што прави нешто може и неговиот совет се прима добро и се прима отворено, за разлика од некој кој што можеби само разговара за нешто и никој што не го прави. И мислам дека тој е клучен момент. И тој клучен момент за мене некако ми се отвори како слика за време на мој престој во Германија. Бев пред неколку години во Германија, во Штутгарт бев. Штутгарт е интересен град и интересно подрачје. Еве зашто е интересен. 80-90% од инженерите во светот се од тоа подрачје. Луѓе не знам каква вода пијат, значи не знам какви зеленчук, значи што прават во својот живот. Факт е дека тие германци, особено од тоа подрачје, се де факто најспособните инженери. И тоа што беше интересно е следново. Имавме голема конференција, на конференцијата имаше некаде 6-7 илјади пастори и христијани од Германија. И таа беше во една сала, тука, во така наречената Порше арена. И спроти Порше арена, на 5 минути буквално, веднаш до Порше арена е стадионот на Штутгарт, на фудбалскиот клуб Штутгарт, не стигна да видам утакмица, ама тука од другата страна на улицата беше музеот на Мерцедес. Тие што ме знаете една работа за мене. Ја не сум по автомобили. Значи, за мене автомобил што значи? Да има 4 тркала, менјач, волан и да ме однесе од до. Толку е за мене целата работа. Ама, љубопитен сум, сакам да видам што значи овој фален, и сите ни го препорача германци, музеот на Мерцедес, морате да го видите, музеот на Мерцедес. Тоа е огромно здание, од спирално, како Гугенхаим музеот, значи од 8 спрат, надоле во спирала, самиот музеј ве води низ историјата на Мерцедес. И таму гледам некои Мерцедеси, некои тие први автомобили, прототипи, и го гледам како е изработен, како е смислен, како е склопен и како после 100 и кусур години делува. Јас викам, значи овој Мерцедес, вака, дали е на јаглен или на што е, не знам,
Ја мислам дека ќе земам, ќе го запалам и ќе ме однесе до Охрид и ќе ме врати назад. Значи имам апсолутна доверба. Тоа е една германска прецизност, тоа шкрипи, значи. Ако е 100 и кусур години старо, си викаш, ова ќе биде атракција, ова ќе ме однесе до таму, па и до струга ќе ме однесе. И назад ќе ме врати. Значи тој силен, тој германски инженерски дух. И одиме понатаму, гледам некој мотор, викам, ова е мотор, ова е нешто невидено. И сега како што се развиваат годините, се посовремени тркачки, некои Мерцедес на оној Формула 1 тркачкиот тим. Значи тоа се посовремени автобуси, лудница. Значи гледаш како во релативно краток временски период, значи 100 и не знам, 20 години, од тие едноставни машини, днешка имаш супер машини, некои Мерцедеси кои што има толку некои ниски, некои спортски, што си викам, ова мене ќе ми треба, како што ми Рбетов Лошке треба да се сојаже вака, се држам па да се спуштам. Лудница. И гледам и имаше некои документарни филмови како почнувале. Мерцедес, интересна работа, Мерцедес самото име е всушност Мерцедес е наречен по внуката на Бенц. Он имал внукичка, омилена внукичка Мерцедес. И он рекле како ќе се вика оваа цела линија на автомобил, вика по внука ми, по Мерцедес ќе се вика. Замисли девојче како се викаш ти Мерцедес. И после 120 години имаш право на секој Мерцедес од цел свет. И јас ги гледам и буквално морам да прилече се опи, викам, Боже, кои се овие умови? Особено кога ја немам таков, значи немам инженерски ум. За мене битно е да работите да функционираат. А ако не функционира телевизорот, што се прави на телевизорот? Што се прави на телевизорот што не функционира? Се удира од озгора, така. И кога ќе удриш од озгора, ќе се направи. А ако е радио, што се прави? Лево десно и ќе се попре. Значи мене ми е битно плей толку, не сакам поише. И се враќам ја така опиен, радосен. На конференција ја викам, ми дадоа и како се вика она, како за USB, како за name tag. Мерцедес него си имав 2 дена, викам, дека сум бил ја во Мерцедес музеот. И таму на таа конференција 6-7 илјади, викам, германски водачи. Од тука, кој е Штутгарт, кој е нормално пошироко. И цело време се поставува едно прашање. Зошто во Европа евангелието како да не фаќа корен? Зошто во Европа црквите не се развиваат, а нема недостаток на ресурси, нема недостаток на некој право. Значи не сме ни реално, не сме Централна Афричка република, кај што се спрема човек, не знам, на скара, па после не сме тој тип на култура. И цело време некој тоа прашање, и со сите некои одговори вакви, некои одговори онакви, излезе еден човек и вика вака, благодарам вика што ме поканивте на оваа конференција, многу ми е драго. Сакам вика да ви кажам едно нешто. Цело време вика слушам едно прашање цело време, насекаде. Што е со евангелието, што е со црквата, што е со евангелието. Јас вика пред некој ден бев во Мерцедес музеот. Ја бев, ама не ме покажа камера, ништо, џабе што ја сакав да се покажам. Вика бев и вика ја бев фасциниран. Овој човек па сакал автомобили, се разбирал, вика ви го видов Мерцедес, тој модел, ја викам и ја го видов, 104 тркала беше и имаше волан. И вика, знаете вика што? Прашањето што го поставувате не е соодветно. И германци како германци не се ни премногу интерактивни, ама по тој момент застанаа. И вака им кажам, ќе се обидам да го цитирам човекот, вика вака. Не зборам вика сега за цела Европа. Ама кога вие, германците, ќе се вложите во црквата, како што се вложувате во инженерство, кога една црква, градбата на една црква ќе биде исто така детална и сработена како што е конструкцијата на Мерцедес, тогаш ќе видите резултати. Тогаш ќе видите што значи вашиот германски ум да се аплицира во нешто друго. И вика, вие мене не можете да ме убедите дека овој ваш прекрасен германски ум е во состојба да произведе ваков спектар на автомобили, ваков спектар на превозни средства, и да ми кажете дека вие во исто време не знаете што да правите со црквата и дека не знаете како да се вложите во неа и дека тоа може би е тешка една работа. Штама. Настана молк во публиката. 10 на 15 секунди. Молк. Затоа што овој стих беше препознат.
дека таа великодушност, дека таа посветеност, дека таквата загриженост која што овој менаџер ја покажува за себе, тие германците не ја покажуваат за црквата во Германија. И црквата не само што стагнира, туку за жал оди надолу во проценти, оди надолу и луѓето си одат. Зошто? Затоа што гледаат недостаток на посветеност. И заради тоа што гледаат дека тие кои што се дел од црквите и кои што тврдат дека таа е нешто најдобро на светот и дека тука е Бог, дека тие всушност не ја земаат сериозно. И ги земаат сериозно оние што викаат дека најважно нешто во животот е да возиш Мерцедес. И целиот свој живот, се што имаат, даваат во тоа име. Да создадат Мерцедеси. И јас се прашувам дали ние рефлектираме, значи дали ние реално имаме можност да ги вложиме и дали сакаме да ги вложиме сите наши човечки капацитети во Божјото царство. Да ги вложиме во Божјото царство. И да бидеме великодушни со нашето време, затоа што веруваме дека не постои залудно потрошено време во молитва. Што веруваме дека молитвата е еден од главните ресурси кои што нас Бог ни ја дава. Дека молитвата, дека кога ние се молиме и кога ги отвараме нашите очи на верата, кога ние велиме очен наш, кога ние му се обраќаме на Бог, дека Бог слуша и дека тоа прави реални промени во животите на луѓето. Имаме најдобрата вест, имаме Евангелието. Што правиме со неа? Еден атеист во Англија има вака кажа. Јас сум атеист. И вика, as far as I'm concerned, што е до мене, не верувам дека Бог постои и мислам дека никош нема да верувам дека Бог постои. Ама ти ви кажа едно нешто. Кога јас би верувал дека Бог постои, дека се открил во Исус Христос и дека тој всушност дека преку вера во него вечноста на луѓето се обезбедува, јас Велика Британија на коленици би ја прошетал. Ја Велика Британија, атеист сум, немате да ме разберете погрешно. Ама јас тоа би го направил. Што е со учеништво, што е со прифаќање на луѓе? Секојаш ми се поставува едно прашање. Имавме супер божигна богослужба. Сакам да си го поставам следно прашање. Дали јас бев добар домаќин? Дали имав очи да видам некој што можеби прв пат тука, кој што не е со нас, не е дел од оваа црква? Дали обрнав минута, 2, 3, 5, 6, 10? И дали со самото тоа бев добар представник на Исус Христос? Дали јас раката Исусова ја испружив кон некој, да му кажам, знаеш што, здраво, јас сум кој да сум или која да сум, добре дојде ке нас од црква. 5 минути. Да му објасниме која е оваа црква, кој сме ние, да го поканиме да дојде повторно. Може би да употребиме уште еден ресурс, а тоа се парите, да кажеме, знаеш што, може би е добро следната недела пред богослужба да дојдеш, има милион кафичи околу нас, едно кафе. И ќе ти објаснам, може би, двор-два повеќе за тоа која е оваа црква. И што ние правиме и зошто го правиме тоа што го правиме. Едно нешто се овие дела на сочувство, значи да имаме очи за луѓе, и тоа ми се допадна претходно што беше кажано, Светла што го спомна. Значи да бидеме широки во перцепциите на луѓето и да бидеме спремни да помагаме. И можеме да помогнеме Лидија, и можеме да помогнеме на црквата, можеме независно да земеме и да помогнеме на некој без никој да знае. Ама верувам дека сите, без разлика на начинот на функционирање, можеме да бидеме на тој начин великодушни и дури, како што вика оваа парабола, да сгрешиме во великодушност, затоа што нашиот Господар, Бог самиот, и ни каже, одлична работа. Одлична работа. И има уште еден момент тука. Менаџерот отиде, јас мисли неговата последна приказка, и се врати назад, и имаше средба со Господарот. И тоа е момент во кој што секој ден од нас го чека. Кога тогаш, или ние ќе отидеме ке Бог, или Бог ќе дојде по нас. Значи нема трета опција. И прашањето што јас си го поставам, значи дали ќе можам да застанам и да кажам, Боже, нешто великодушен, сакав колку што можев, колку
кој што ти ме повикуваше, сакав да живеам великодушен живот. Не кев да ги држам ресурсите само за мене, сакав да бидам благослов во животите на другите луѓе. И додека размислував за ова, сетив на една друга слика, на една современа слика. Не на уметничко дело, не се плашите, значи тоа е за Божјик веќе. На една сцена од еден филм кој што ми мене омилен, ама кој што не го гледам често, затоа што е емоционално тежок филм. Шиндлеровата листа. Филм кој што има исклучителна поента, ама кој што нема да го гледаш баш на Божик и не гушнати, не знам, дома. Ај Шиндлерова листа. Длабок е филмот. Сум го гледал неколку пати, ама неколку пати веројатно во одбрани околности. Шиндлеровата листа. За тие кои што можеби не сте го гледале, верувам дека сте го гледале повеќето, еве за што станува збор. Оскар Шиндлер, германски бизнисмен, во еден момент од својот живот, за време на Втората светска војна, разбира дека има можеби поголема мисија. Од неговата очигледна мисија, а тоа е да помага со неговата фабрика во она војна индустрија, во производство на оружје за неговата татковина, за Германија. Таа негова мисија е всушност да спасува евреи. Ако некош сакате да видите што тоа значи да се спасуваат евреи, одете, имаме ние овде музеј на Холокаустот. За мене е фрапантен еден момент. Имаме портрети, имаме фотографии на луѓе кои што многу брзо по тоа фотографирање биле качени на возови и никош не се вратиле во Македонија. Значи го имаме тој момент. И кога ги слушам тие песни како што е Јерушалаем шел захав, значи таа идеја на Холокаустот, сведоштва на луѓето, тоа е страшна една атмосфера во која што самиот Шиндлер како германец донел страшно тешка одлука. Дека тој ќе им помогне на евреите, ќе помогне да се спасат евреите, колку што тој може. И правеше човекот как гимнастики, се сеќам на еден момент од филмот, вика, му доаѓаат СС германците и му викаат: ти имаш потреба од возрастни германци, од возрастните евреи, децата ние ќе ги собереме и ќе ги однесеме во Треблинка, во Аушвиц. Доаѓаме утре, треба само да потпишеш документ и толку ќе биде. И Оскар размислува што да направи и во моментот вика: не, никако. И вика: како никако? Вика: мене ми се потребни тие мали детски рачиња да ги полираат внатрешноста на гранатите. Значи тој измислуваше секакви видови на производство само да може да спаси што е повеќе луѓе. Филмот веќе при крај и дојде момент во кој што тие му се заблагодаруваат на Оскар Шиндлер. И му викаат: заради тебе денес постоиме ние, а тоа се некаде, не знам, значи како што се тие влегувале во брак, имале деца и внуци, денес викаат: ние сме Шиндлерови евреи, негде 1500-1800 луѓе сме, вика. Ти си, вика, нашиот татко. И ти кога ќе еден ден кога ќе те повика Бог, ти ќе бидеш закопан на гробиштата на праведниците во Ерусалим, кој што според еврејското верување при воскресението на мртвите први таму ќе воскреснат луѓе. Значи тие го ставаат таму. И повторно ја можеби очекувам холивудски крај, аплауз, сите радосни се гушкаат. Излезе го Оскар Шиндлер, потресен, видно потресен, и вика: ја пропуштив, јас сум катастрофа. Сите го гледаат зачуден. И му даде некако, вика: не. И го вади венчалниот прстен и вика: ако го дајав овој прстен, зашто тој ги подкупуваше германците за да откупи од нив евреи, ако овој прстен е, вика, еден човечки живот. И овој мој капут, и го соблага капутот, вика: ова се 2 евреја. И ако ги дајав моите кондори, кои што се многу добри и лакувани, тоа значи уште 2 деца. И почна да плаче и почна да се соочува со момент дека иако направил многу, можел веројатно да направи уште малку повеќе. И еден ден ние ќе дојдеме во ситуација да застанеме пред Господ, кога нема да работи едно копче, а тоа е rewind. Нема да може да се вратиме назад 10 години, 20 години, 30 години и да кажеме: сега ќе се молам, дај ми шанса да се молам, дај ми шанса, не знам, да направам ова или да направам оно. Ќе заврши нашата приказка. И ќе дојде моментот на отчетот. И нека ни нас Бог милостив, како што е, во тој момент на отчетот, ние да можеме да посведочиме за нашата реална вера. А сега, додека сме се уште на оваа земја, ваквите параболи
имагинативно да го проширам нашето размислување, за да можеме да размислиме како уште подобро да располагаме со ресурсите кои што нашиот Бог ни ги доверил и за кои што ќе не држи одговорни.